Со огромен ентузијазам деца од земјава и од странство и ова лето една недела имаа можност да ги откријат ракометните тајни во кампот Кирил Лазаров 7 во Охрид. Тие имаа можност да ја подобрат својата ракометна игра или настап во еден ракометен тим, и тоа од најдобрите македонски играчи. Покрај ракометот децата се дружат преку разни форми, а важен дел од кампот беа предавања за здравата исхрана и друг вид. За кампот на Лазаров владее голем интерес, што од друга страна дава слика на желбата на децата и младите да се занимаваат со ракометот како спорт. Меѓу присутните во кампот беа и 20 деца од Тетово. Атмосферата од кампот ни ја долови 12-годишниот Кристијан Димовски од Тетово, член на ракометниот клуб Балтепе. Значи, јас загледав случајно на интернет, видов дека има дека организира Кирил Лазаров ракометен камп и така ми дојде идеја да се пријавам. Кампот е одличен, има професионални тренери и е многу убаво таму. Како почнуваш еден ден на овој летен камп? Значи, целата агенда во текот на денот да ни ја раскажеш. Како почнуваше, како завршуваше тој ден, со оглед на тоа дека веројатно имавте напорни тренинзи? Прво се станува во 7 часот наутро и има во 7:30 тренинг, потоа во 9 часот има појадок, потоа има пауза, па во 1 часот 13 има ручек, потоа во 16 има втор тренинг, потоа во 19 вечера и потоа има слободни активности. Кои беа вашите тренери? Дали лично Кирил Лазаров беше меѓу вас? Се запознавте? Имавте можност нешто и да научите од него? Имавме можности од него, а наши тренери беа Горан Кузмановски и Ице Соколовски. Потоа на тренинзи исто така ни дојдоа и Филип Миркуловски, Гоце Ѓорѓиевски и Филип Талиевски, Филип Лазаров. И сега веројатно имавте голема сатисфакција да бидете рамо до рамо со овие наши познати ракометари. Што беше оно што ви го укажуваа постојано, а вие досега можеби не сте го слушнале никаде на друго место? Они највеќе ни укажуваа дека потребна е прво дисциплина, правилна исхрана и да бидеме активни на тренинг и да даваме се од себе, зашто така ќе постигнеме повеќе и можеме да станеме врвни ракометари. Кристијан, не случајно си бил дел од овој летен ракометен камп, значи ти тренираш ракомет и кажи ми каква е ситуацијата со младите во Тетово и ве твои врсници, поголеми и помали деца, кои што го сакаат овој спорт и го тренираат? Значи, во Тетово има доста деца кои што тренираат ракомет и овој интерес е голем. На овој камп имаше околу 15 учесници од овдека и децата многу го сакаат ракометот. Има многу во клубовите што тренираат и интересот е голем. Јас тренирам 3 години ракомет, тренирам во ракометниот клуб Балтепе. До сега имаме доста изиграно надпревари, имам играно против Вардар, против Металург, против Работнички. Имаме гостувано во Скопје, во Гостивар, во Прилеп. Тренираш ракомет, активно играш, меѓутоа веројатно и присуствуваш на голем дел од надпреварите кои што се играат тука во Македонија. Какво е тоа чувство од другата страна на да бидеш во публика, а да гледаш репрезентација кога игра? Еве бевме сведоци на еден голем успех на нашите ракометари. Значи, тоа не може да се опише, тоа е многу убаво чувство. Од публика, кога е едно чувство, кога играш е сосема друго чувство. Значи, тоа. Зошто го одбра овој спорт за спортување? Па јас кога имав 9 години, сакав да се запишам на некој спорт и почнав да гледам ракомет на телевизија и така ми дојде желба да се запишам за ракомет. Имаш ли некакви планови за воиднина? Би сакал ли да продолжиш со спортување, конкретно со овој спорт или? Па да, јас имам планови да продолжам со ракометот, па за понатаму ќе видиме.
Благодарам за одвоеното време. Благодарам вас. Според најдобриот светски голгетер Кирил Лазаров, овој камп е несомнено неговата најдобра спортска инвестиција во било која сфера од животот. Инвестиција во младите. Преку неговиот летен камп, целото знаење и искуство стекнато во текот на кариерата го пренесува на младите во Македонија.